Молк од македонска страна за што се разговарало на последната средба на историската комисија со Бугарија. Пред средбата едно говореше Драги Ѓоргиев, по средбата друго Бујар Османи. Првиот велеше дека тема на разговор ќе било решавањето на цар Самуил, вториот пак дека спорот околу него бил завршен уште пред 3 години. Го прашавме Ѓоргиев за што се разговарало минатава недела, но одговор се уште не добивме. За разлика од македонската страна, бугарите отворено говорат за спорот со Македонија. Ангел Димитров, шефот на бугарскиот дел од историската комисија, вели дека последната средба го оладил ентузијазмот за решавање на проблемите. За Охридската архиепископија, како и за крајот на првото бугарско кралство и цар Самуил има доволно документи. За Охридската архиепископија има исклучително важни документи кои објаснуваат како и зошто треба да се организира оваа црковна институција. И тука почна враќањето кон една не особено добра практика од страна на нашите колеги. Покрај Ѓоргиев детали околу преговорите за спорот со Бугарија не открива ниту министерот за надворешни работи Бујар Османи, повторувајќи уште еднаш колку владата била транспарентна, кажа дека ќе говореле кога секи било договорено со бугарската страна. Ако ме слушнале опозицијата минатата недела, реков во моментот кога ќе бидеме во позиција да кажеме дека имаме разбирање за сите аспекти, бидејќи нашиот пристап е или све е договорено или ништо не е договорено. Значи нема да се договориме на парчиња, за да можеме да идеме во собрание за секој договорен елемент. Премиерот на Бугарија Кирил Петков последно откри дека завршена била работата за историска личност за која во минатото било тешко да се преговара, но не откривајќи за која станува збор. Молку околу ово очекување од македонската страна, единствено што спомена Драги Ѓоргиев е името на Гоце Делчев, но само дека ќе се разговара за него без ништо конкретно. На дневен ред е и Гоце Делчев, за кој на минатата средба во февруари само ја почнавме малку дискусијата и сега ќе ја продолжиме. Инаку после последниве средби беше објавено само штуро соопштение во кое се констатира напредок, но ништо конкретно не беше откриено. Но како што знаеме и од претходно, повторно почнуваме работите да ги дознаваме од бугарска страна, додека од кај нас како да се неми околу ова прашање.